Неколку месеци поред ВМРО ДПМН се обидува да наметне во јавноста злобни невистини поврзани со моето име и со општина Струмица. Целта им е јасна. 100 пати кажана лага да стане вистина. Јас тоа нема да им го дозволам. Со помош на лаги и манипулации се обидуваат да го уништат достоинството на моето семејство, да ја деградираат мојата личност и делата на општина Струмица во периодот додека јас сум градоначалник. Струмица и струмичани ја знаат вистината и таа може да биде само една и единствена. Прво, обвинуваат за приватизацијата и неаргументирано го поврзуваат моето име со неа. Ајде да зборуваме за приватизацијата. Ајде да ги кажеме фактите. Најголемиот број од граѓаните ги знаат сите факти и се сеќаваат многу добро. Затоа што зборуваме за последните 20 години, а не за нешто што се случило пред 200 години. Кој беше градоначалник на Струмица во тоа време и заменик председател на Агенцијата за приватизација? За времето на владата на ДПМН, во која министер беше Никола Груевски, од октомври 1998 до септември 2002 година, во Струмица се приватизирани Струмичанка, Треска, Политекс или Југотекс, Славија или Дрен, Југопромет, Герас Цунев, Неметали Огражден, Еленица, Агропромет, Телеком и многу други. Еве ви доказ за подкрепа на вистината која знаат сите. Еленица е собственост на Заеви, купена на берза во 2001 година, во времето кога владеат ДПМН и Никола Груевски. Славија или Дрен е собственост на Заеви, купена на берза во 1999 година, кога исто така на власт е Груевски и неговото ДПМН. Дали се потребни детали за Струмичанка, за Југотекс, за Герас Цунев, за Треска? Па луѓе мои, има ли некој кој не ја знае вистината за овие фирми? Господа од ДПМН, сите ја знаат вистината во кое време се приватизирало стопанството во Струмица. Живи се луѓето, паметат. Престанете да лажете како недоветни. Зафатете се со работа. Решете некој проблем на граѓаните. 7 година сте власт во Македонија и ми ја зедовте душата на луѓето. Второто обвинување вели дека Заев ги исфрла од игра сите добавувачи и фирми кои не се блиски до СДСМ. Бизнисмените се плашеле дека така наречениот клан Заеви ќе им го превземе бизнисот. Ајде да зборуваме со факти и за оваа работа. Заеви даваат плата на 820 вработени. Секој месец 400.000 евра бруто плата, а месецот минува додека да трепнете. Тоа не го знаат тие што немаат 5 пари извадено во животот. Единствено чекаат плати на први во јавната администрација. Заеви имаат соработка со повеќе од 300 фирми во Струмица. А за задоволството од таа соработка, слободно прашајте ги тие фирми. Но јас сум овде да зборувам за општината. Еве што велат фактите за нејзиното работење. Ова овде е листинг од фирми добавувачи во општина Струмица за последните 12 месеци. Листингот ќе ви биде поделен на сите. Повеќе од 400 фирми на број на кои општината им исплаќала пари. Околу 170 се управувани или се во собственост на луѓе блиски до ДПМН. Во Законот за јавни набавки нема критериум партиска боја, туку најниска цена. Струмичани знаат која фирма каква политичка наклонност има и доколку ја има. Од почит спрема сите правни фирми подеднакво. Нема да навлегувам во деталите, но само ќе прашам, како доказ, и ќе ги споменам само јавните фирми и установи. Дали Агенцијата за државни патишта, Македонија Пат, Центарот за култура Антон Панов, МВР, Водостопанското предпријатие Струмичко поле, Македонска пошта, Заводот за здравствена заштита, Здравен дом, Општа болница, Музеј Струмица и многу други се дел од фамилијата на Заеви или блиски до СДСМ, па општината им исплатила огромни средства за извршени услуги. Се запрашал ли некој чии зејтин трошат општинските институции кои имале или имаат кујни?
Постојат производители на зејтин блиски до СДСМ, ама Комуналец, детските градинки и другите набавуваат зејтин од фирма собственост на пратеник од ДПМН. Човекот е противник на Заев и СДСМ, ама зејтинот е струмички. И тоа е најважно. Еве уште еден доказ. Еве уште еден доказ за фирми блиски до ДПМН кои асфалтираат улици, редат тротоари, прават водоводи и канализации и слично. Истите се ангажирани од општина Струмица, ги плаќа општина Струмица, а нивните работници работат облечени со маички на ДПМН по улиците на Струмица. За оние кои не веруваат, еве фотографии, па нека погледнат. Еве ги фотографиите, каде што луѓето работат со маички. Материјалите ќе ви бидат доставени на сите представници на медиумите. Иако е неоспорен фактот дека многу фирми блиски до ДПМН работеле и ќе работат за општина Струмица, наспроти тоа наведете една фирма, само една блиска до СДСМ, која добила некаков тендер од владата на ДПМН. Доказите за транспарентно, законито и честно работење ги имате безброј во Струмица. Токму за таквото работење Струмица ги има сите награди и признанија од домашните и меѓународните институции. Најголемите докази, почитувани граѓани, се насекаде околу нас. Се што е ново е направено од вашата општина, додека јас се имав честа да ја водам. Дзирнете низ прозорецот од дома и ќе видите нешто ново, направено од вашата општина, додека Заев ја водел. Погледнете и овде околу нас, се додека ви фаќа погледот на сите страни. Сетете се како беше, а како изгледа денес. Се е направено од општината заедно со граѓаните. Подигнете глава и погледнете позади овие лимени платформи. Ке го видите тоа што таму се гради, на кој начин се гради и за кого се гради. Тоа е символ на честноста, доказ за сериозноста, потврда за посветеноста. За крај, почитувани политички опоненти, знам дека Зоран Заев ви е ноќна мора и поради тоа сакате да го извалкате неговото име. Но исто така ми е кристално јасно дека се восхитувате од развојот на Струмица, па и вие сте горди на својот град и општина. Еден ден, можеби и вие ќе победите на локални избори во Струмица. Не велам не, никој не е незаменлив, па ни Зоран Заев. Но овој Заев можете да го победите само ако работите многу повеќе од него, а не со празни зборови во кои и самите не верувате. Повелете на надпревар, се уште не е доцна за тоа. Власт сте и можете многу да сторите за Струмица. Но овој град и оваа општина и треба мегдан со силни противници кои ќе се разликуваат во нијанси. Повелете на таков мегдан и во фер надпревар. Покажете дека и вие сте достојни да ја докажете на дело љубовта кон Струмица. Тоа се прави со работа, а не со лаги и конструкции. Колку побрзо ќе го сватите тоа, толку подобро за вас и за општината во која живеете. Благодарам.